добро утро за сите оние гледачи кои можеби токму сега се вклучија на нашата фреквенција Телеканал А1. Вие, почитувани мои, го следите новото петочно издание на утринската емисија Утрински пулс. За сите оние гледачи кои што не следат од самиот старт на емисијата, ги слушнаа сервисните информации и уште некои други побитни информации. Го започнуваме нашиот втор дел од емисијата со останатите содржини. Во изминатото мое издание имавте можност да го слушнете разговорот со режисерот Горан Тринчовски за најновата негова представа Џон Габриел Боркман, но во ова издание ќе имате можност да погледнете и дел од представата која што се одржа синоќа во просториите на Центарот за култура Антон Панов во Струмица, кој што се одржа во 20 часот. Па да погледнеме. Не гледај така, Гунхилд. Да не си го погрешила патот. Настојникот живее во соседната куќа. Денес не сакам да разговарам со него. Тогаш веројатно јас ти треба. Да. Па седни тогаш. Благодарам, можам да стојам. Како сакаш. Па, Гунхилд, наскоро ќе станат колку месеци откако јас и последен пат се видовме. Откако последен пат разговаравме. Да, бидејќи и досега сигурно си ме видела кога доаѓа во посета кај исполникот. Еднаш или два пати мислам. Јас тебе неколку пати да ги бележам. Имаш добри очи. Но последен пат разговаравме овде. Да. Тоа беше една седмица пред тој да биде пуштен на слобода. Да не зборуваме сега. Тоа беше пред тој да излезе. Да, само кога ќе помисли човек на тоа. Не, јас тоа никогаш нема да го сватам. Како може нешто толку страшно да се случи? И тоа нам, на нашето семејство. Имаше уште многу други кои беа погодени од истото. Да, но во нивните случаи се работеше за малку пари. Но Ерхард и јас, таа неправда која нам ни е нанесена, тој срам, а на крајот и целосна пропаст. Кажи ми отворено како да подмисла тој тоа. Мислиш на Ерхард? Не, тој. Како тој го подмисла тоа. Веројатно не мислиш дека се сретнувам со него, дека некогаш го гледам. Дури и тоа. Човекот кој беше во затвор. Не. И јас не сакам никогаш повеќе да го видам. Имаш тврдо срце. Спрема него, да. Тој сепак е твој маж. А зарем на суд не рече дека јас сум таа која го довела до пропаст? Дека јас расипнички сум трошела многу пари? Токму затоа ти требаше да го спречуваш во тоа, ти тоа не го правиш. Зарем јас знаев дека парите што ми ги даваше не се негова собственост? Па тој самиот се расфрлаше 10 пати повеќе отколку јас. Добро, на тоа сигурно го примитуваше неговата позиција. Да, секако. Се возеше како да е крал. Ги оставаше луѓето да му се поклонуваат. И сите во целата земја го викаа по име. Џон Габриел. Џон Габриел Боркман. Секое дете знаеше колкава величина е Џон Габриел. Тој тогаш и беше величина. Да, но никогаш не кажуваше од каде му се парите. Само ме лажеше. Бескрајно лажеше. Но ќе ти кажам, Ела, јас не се предавам. Јас ќе си го наплатам сето тоа, биди сигурна. Како тоа мислиш? Ќе наплатам за губењето на името, честа и имотот. Ќе наплатам за сиот свој потрошен живот. Некој ќе исчисти се. Сето она што директорот го извалка. Но кој го од кој? Знај, еден одмазник постои. Тој ќе ги избрише гревовите на татко му сторени кон мене. Ерхард. Да, Ерхард. Мојот прекрасен син. Тој повторно ќе ги крене името, семејството и куќата. И како мислиш да се направи тоа? Не знам точно како, но знам дека тоа еден ден ќе се направи. Па нели и ти го мислеше истото? Не. Не. А зашто тогаш се зазеде за него, кога бурата се сруши врз нас?
Затоа што ти тогаш не беше во состојба да се грижиш за него. Да, не бев. А неговиот татко лежеше во затвор. Ти вака да зборуваш ти. А ти можеше да се заземеш за детето на еден Џон Габриел. Онака во целост, да го земеш од мене. Зошто ти вслушнав го направи тоа Ела? Зошто го задржа? Затоа што со текот на времето многу го засипав. Повеќе од мене. Од неговата мајка. Па ти имаше и среќа, Ела. Успеа да задржиш се што ти припаѓаше тебе. Јас немам никаква врска со тоа. Ниту пак знаев дека картиите од вредно што лежат во банката на моје име останале недопрени. Веројатно си имала некакви намери. Што сакаше да направиш од него? Сакав да му го трасирам патот за да има среќа во животот. Ерхард треба да се издигне толку високо и да светне толку силно, што повеќе никој да не може да ја забележи сенката што неговиот татко ја фрли врз нас. Значи толку си сигурна во својот син. Да, сум. И затоа му благодарам на Бога. Кажи ми отворено, бидејќи затоа и дојдов овде. Ерхард не живее веќе овде. Ерхард не може да живее овде. Тој мора да живее во градот. Ми пише за тоа. Мора поради своите студии, но тој рече си секоја вечер на минува. Не може да го видам. Се уште не е дојде. Мухил, ги слушам неговите читори. Не е тој Ела. Не е, како е тогаш? Директор. Тој оди. Чекори. Натаму навам. Од утро до мрак. Секој ден. Слушнав нешто за тоа. Луѓето се што зборуваат за нас. И Ерхард ми пиша нешто во неговите писма, дека неговиот татко е постојано сам. Така живееме, Ела. Постојано. Откако го пуштија и го испратија дома кај мене. Не мислам дека. Вистина е. И тоа нема да се промени. Понекогаш ми се чини како тука да се наоѓа некаков голем волк во кафис. Слушај. Слушај само. Натаму наваму шета како волк. И никогаш не излегува наваму. Мислиш во друштво? На прошетка во парк. Тој никогаш не излегува. Во вечерина. Никогаш. Никој од неговите пријатели не му доаѓа во посет. Тој нема пријатели. Имаше толку многу неговиш. Се ослободи од нив на најдобриот можен начин. Тој скапо ги чинеше пријателите. Така Џон Габриел сега живее. Сосема препуштен само на себе. Да. Но слушнав дека понекогаш кај него доаѓа еден, Тоа сигурно е Полдал, тие двајцата се познавале уште од кога биле деца. но јас воопшто не го познавам. Зашто тој Полдал не се движеше во нашите кругови. Сега тој Полдал доаѓа кај него. Да? И тој Полдал спаѓа милиони кои што настрадаат кога пропадна банка. Слушнав дека изгубил некакви пари. Се што го се любов. Но Ерхард богато го награди. Ерхард како? Ерхард се зазеда за неговата ќерка Фрида и среди да оди на часови по клавир. И сега таа доаѓа да му свири на Џон Габриел. На клавирот што го испрати ти пред тој да излезе. Сега таа не му свири. Во вечерните часови. Она утра девојка мора да го измине сиот тој пат до овде и потоа назад до градот. Не мора. Ерхард и среди да може да останува овде, кај една многу богата госпоѓа, тоа е Фани. Фани. Името ми звучи познато, Фани Вилтон ми се чини. Да, така се вика, Фани Вилтон. И Ерхард ја споменуваше често во неговите писма. Сега таа живее овде, надвор од градот. Изнајмила вила и пред некое време си има преселено тука. Велат дека е разведена. Нејзиниот поранешен сопруг наводно бил мртов веќе неколку години. Но да не зборуваме сега за тоа. Да не зборуваме за тоа. Да зборуваме за нешто друго, за Ерхард, например. Зашто јас имам одредени права врз него или ти можеби не мислиш така? Не, никако. Бојел, јас него го сакам. Ти, мојот син. Да, јас го сакам Ерхард и загрижена сум кога ќе почувствувам дека нешто му се заканува. Нешто му се заканува на Ерхард.
Што? Кој? Па најпрво ти, Јас. а потоа и она Фани. И ти такво нешто мислиш за Ерхард? За оној кој треба да изврши големата мисија? Големата мисија. Ти сакаш да застанеш помеѓу нас, помеѓу мајката и синот. Јас сакам да го ослободам од твоето влијание, од твојата власт, од твојот деспотизам. Веќе е доцна за тоа. Ти го имаше во твои раце. Но гледаш, сега јас повторно го придобив. Јас пак ќе ти го земам. Бојлта, јас и ти веќе еднаш се боревме на живот и смрт за еден човек. И јас те победив, Ела. Јас него го сакам, неговата душа, целото негово срце. Тој повеќе не мисли така. Навистина, а што мислам? Тоа што е вистина? Дека ти се срамиш од нас, дека не презираш. Или може би не е така? Зарем не помислуваше на тоа сосема да ми го земеш? Сети се, сестро. Тоа беше во екот на скандалот, сега веќе не мислам така. Ерхард, сега мене ми е потребен, не тебе. И затоа најдобро е тој да биде мртов за тебе, а и ти за него. Пак ќе видим. Јас сега останувам овде. Овде, на имото. Да, овде. Кај нас? Цела ноќ. До последниот мој ден ако е потребно. Па ела, имото ти припаѓа тебе. Се е твое, се. Тоа не може да биде поинаку, знаеш. Боркман не смее да поседува ништо, веднаш ке дојдат и ке му го одземат. Знам, затоа треба да навикнеме да живееме од твоето милосрдие. Кога треба да се иселиме? Да се иселите? Ти не мислиш дека јас ќе останам да живеам под испокрив со тебе? Добро. Тогаш дозволи ми да го земам Ерхард со себе. Да го земеш Ерхард, моето дете? Да, дури тогаш ќе заминам дете. Нека Ерхард самиот бира помеѓу нас двете. Самиот да бира. Тоа мора да е Ерхард. Ете, почитувани мои, видовте дел од синоќешната представа, која што беше во просториите на Центарот за култура Антон Панов, синоќа во 20 часот. Наред е повторно да уживаме и да патуваме низ светот. Нашата рубрика јас би ја нарекла градови и села, кои што како да се излезени од бајките. Но во ова издание ви представуваме 3 града. Барселона, Истанбул и Сингапур. Уживајте. Барселона. Барселона е главен и најнаселен град во автономната заедница Каталонија и втор по големина град во Шпанија со население од 1.615.908 жители во 2008 година. Барселона е 11-тата поред најнаселена општина во Европската Унија и 6-та најгусто населена урбана област во Европската Унија во Париз, Лондон, областа Рур, Мадрид и Милано со население од 4.185.000. 4,9 милиони жители живеат во метрополитскиот дел на Барселона. Ареа метрополитана Барселона е составена од соседни градови и општини со население од 3.186.461 на простор од 636 километри квадратни со густина на населеност 5.010 жители на километар квадратен. Таа се наоѓа на средоземниот брег во устието на реките Џубрегат и Базос, а на запад се граничи со гребенот Сера де Колсерола. Барселона е признаена за глобален град поради нејзината голема улога во финансиите, трговијата, медиумите, забавата, уметностите и меѓународната трговија. Барселона е главен економски центар со едно од најзначајните средоземни пристаништа, додека пак меѓународниот аеродром Барселона е втор по големина после аеродромот Барахас во Мадрид. Основан како римски град, Барселона станала главен град на грофовите од Барселона.
По спојувањето со кралството Арагон, таа станала еден од најзначајните градови во него. И покрај тоа што честопати била усвојувана во историјата, денес Барселона е значаен културен центар и главна туристичка дестинација со богато културно наследство. Особено добро познати се архитектонските дела на Антони Гауди и Луис Доменак Монтанер, чии дела денес се под заштита на УНЕСКО. Од неодамна градот стана познат по летните Олимписки игри од 1992 година. Седиштето на Сојузот на средоземните крајушта е сместено во Барселона. Како главен град на Каталонија, во Барселона се наоѓа седиштето на каталонската влада, позната како Генералитат де Каталуња. Доста важни институции се и извршната власт, парламентот и Врховниот суд на Каталонија. Градот е исто така домаќин на Барселонеско Марса. Постојат две легенди за создавањето на Барселона. Првата легенда се заснова врз тоа дека градот бил основан од Херкул 400 години пред да се изгради Рим, а потоа бил повторно обновен од картагинецот Хамилкар Барса, таткото на Ханибал, кој го нарекол Барцино по неговото семејство, во 3 век пред новата ера. Втората легенда го поврзува основањето на градот директно со Хамилкар Барса. Околу 15 век пред новата ера, римјаните повторно го издигнале градот како каструм, римски воен камп, чие централно место се наоѓало на Монс Табер, ритче блиску до денешната општинска зграда Пласа де Сан-Жом. За време на римското владење, Барселона била колонија наречена според презимето Фавентија, или целосно колонија Фавентија Јулија Аугуста Пија Барсино, или колонија Јулија Аугуста Патерна Барсино. Мела ја спомнува како помал град во областа, веројатно поради тоа што била скриена од соседот Торако, денес Тарагона. Но од подоцнежните писатели може да се види дека постепено се збогатувала и го зајакнувала своето влијание. Голема улога за нејзиното зајакнување имала добрата положба и одличното пристаниште. Барселона уживала имунитет од империски рамки. Градот издавал сопствени монети. Некои монети од времето на Галба преживеале. Неколку значајни римски остатоци се изложени под Пласа дел Рей, на влезот од градскиот музеј Музеу Historia de la Ciutat. И типичниот римски план е видлив во надворешниот изглед на историскиот центар Бари Готик. Некои остатоци од римските ѕидови биле дел од катедралата. Катедралата, исто така позната како Базилика Ла Сеу, се смета дека е основана во 343 година пред новата ера. Градот бил освоен од визготите во раниот 5 век, од маврите во раниот 8 век, повторно освоен во 801 година од синот на Карло Велики, Луи, кој ја претворил Барселона во седиште на лозата Карлинги, марка испаника, тампон зона, раководена од грофот на Барселона. Контовите на Барселона станале значително независни и ја прошириле својата територија, притоа вклучувајќи ја цела Каталонија. Во 1137 година Арагон и областа Барселона се споиле преку династичко обединување, односно со бракот помеѓу Рамон Беренгер IV и Петронилја Арагонска. Титулите на нивните фамилии се споиле во едно со раѓањето на нивниот син Алфонсо II. Тој го наследил престолот во 1162 година. Неговите територии подоцна ќе бидат познати како круната на Арагон, под чие водство биле освоени многу прекуокеански области. Во 13 век ова кралство владеело со западниот дел на Средоземното море, од далечните територии Непал и Сицилија па се до Атина. Измамата за династичка поврзаност помеѓу круната на Арагон и Кастилја го одбележал почетокот на падот на Барселона. Истанбул. Истанбул е најголемиот град во Турција и еден од најголемите градови во светот, со население од 14.657.434 жители.
Истанбул исто така е велеград, како и голем финансиски и културен центар во Турција и светот. Градот се наоѓа во истоимената покрајна. Расположен на Босфорот, на границата помеѓу заливот Златен Рог и Мраморно море, во северозападниот дел на земјата. Истанбул е единствената метропола во светот која се наоѓа на два континента – европски, Тракија и азиски, односно Анадолија. Во својата долга историја, Истанбул служел како главен град на Римската империја од 330 до 395 година, на Источното Римско Византиско царство од 395 до 1204 и од 1261 до 1453 година, на Латинска империја од 1204 до 1261 и Отоманската империја од 1453 до 1922 година. Градот беше избран за Европска престолнина на културата за 2010 година. Историските области на Истанбул се вклучени во списокот на светско културно и природно наследство на УНЕСКО во 1985 година. Истанбул се наоѓа на северозападниот дел во Турција. Градот го опфаќа јужниот дел на Босфорот, на границата помеѓу заливот Златен Рог и Мраморно море, во северозападниот дел на земјата. Тој е единствената метропола во светот која се наоѓа на два континента – европски и азиски континент. Градот покрива површина од 1.830.092 квадратни километри, а покрајината Истанбул пак опфаќа 5.196 километри квадратни. Истанбул се наоѓа во близина на Анадолската линија, која пак се протега од Северна Анадолија до Мраморно море. Околу овој регион се притиснати две тектонски плочи од Африка и Евроазија. Оваа крајна линија е одговорна за неколку смртоносни земјотреси во регионот во текот на историјата. Во 1509 година катастрофален земјотрес предизвикал цунами кој избил над зидините на градот, уништувајќи повеќе од 100 џамии и убивајќи повеќе од 10.000 луѓе. Во 1766 година Ејуп Султановата џамија во голема мера била уништена. Во 1894 година земјотресот предизвикал колапс на многу делови на големата чаршија. Во катастрофалниот земјотрес на 17 август 1999 година со епицентар во близина на Измир починале 18.000 луѓе. Сеизмолозите предвидуваат уште еден земјотрес, кој според евентуалното мерење би требало да се случи пред 2025 година и истиот би требало да биде со јачина од 7 степени. Истанбул има релативно богата фауна. На шумското пристаниште има 18 видови цицачи и над 71 вид на птици. Постои и забрана за лов на истите. Во шумите најчестите цицачи се дива свиња, сив волк, златен чакал, црвена лисица, елен лопатар и срна. Црвената верверица е населена на само во европскиот дел на Истанбул и Турција, каде Босфорот ја одбележува границата на нивните живеалишта во опсек. Доминантните видови на птици во градот се галебот и чавката, кои практично го формираат делот од градскиот пејсаж. Другите вообичаени видови на птици се градскиот гулаб, гугутка и врабец. Истанбул има посебно голема популација на мачки, скитници и кучиња. Истанбул има умерена клима, но се наоѓа во рамките на климатската транзицијска зона, помеѓу океанска и суптропска клима. Во летото времето во Истанбул е жешко и влажно. Температурата во месеците јуни и септември во средна вредност изнесува 28 степени Целзиусови. Во текот на зимата пак, климата е студена, влажна и со чести снежни врнежи. Средната температура се движи околу 5 степени Целзиусови. Просечната годишна влажност изнесува 79%. Просечни годишни врнежи изнесуваат 844 мм. Во летните периоди не постои вистинска летна суша, бидејќи дождот се појавува во текот на целата година, кој означува дека и климата не е медитеранска.
Снежните врнежи се доста застапени во периодот од декември до март и најчесто траат од една недела до две со исклучоци. Градот е исто така доста ветровит, со просечна брзина од 17 км на час. Во текот на историјата, најниската температура која била измерена некогаш е минус 16,1 степени Целзиусови на 9 февруари 1927 година. Од друга страна пак, највисоката температура која некогаш била измерена е 40,5 степени Целзиусови и тоа на 12 јули 2000 година. На 9 септември 2009 година во местноста Санаториум бил измерен најголемиот деноноќен врнеж во историјата на градот од 342 минути без престан. Сингапур. Сингапур е островски град држава во југоисточна Азија. Главен град е Сингапур. Се наоѓа на јужниот дел на Малајскиот полуостров, 137 км, односно 85 милји северно од екваторот. Островска земја составена од 63 острови. Тој е одвоен од Малезија со теснината Јохор на север, а од Индонезија преку Ријао островите на југ. Сингапур е високо урбанизиран, но речиси половина од земјата е покриена со зеленило. Повеќето од копното е создадено преку мелиорација. Во текот на историјата Сингапур бил дел од разни локални кралства. Модерниот Сингапур е основан како трговска станица на Источно-индиската компанија од страна на сер Стенфорд Рафалс во 1819 година со дозвола од султанот на Јахор. Британците добиле целосен суверенитет врз островот во 1824 година. Сингапур бил окупиран од страна на Јапонија во Втората светска војна и се вратил под британското владење по војната. Внатрешна самоуправа стекнал во 1959 година. Сингапур се обединил со другите поранешни британски територии и учествувал во формирањето на Малезија во 1963 година и станал целосно независна држава 2 години подоцна по разделувањето од Малезија. Од тогаш, Сингапур постигнува масовно зголемување на богатството и е еден од 4 азиски тигри. Економијата во голема мера зависи од индустријата и услужниот сектор. Сингапур е светски лидер во неколку области. Тој е 4 водечки светски финансиски центар, 2 најголем во светот како пазарот за коцкање, а 3 по големина во светот како нафтен рафинирачки центар. Пристаништето во Сингапур е едно од 5 најпрометни пристаништа во светот. Најпознати по тоа што е најпрометно претоварно пристаниште во светот. Земјата е дом на повеќе милионери по глава на жител од која било друга земја. Светската банка го забележува Сингапур како најлесно место во светот за правење бизнис. Земјата има 3-то место во светот според највисок бруто домашен приход по глава на жител, што го прави Сингапур еден од најбогатите земји во светот. Првите познати белешки за Сингапур се во кинеските текстови кои датираат од 3-тиот век пред новата ера. Во тоа време Сингапур бил на дворешната граница на кралството Сривижаја, денес Суматра. Првото негово име е Темасек, од јаванско потекло и се развива во значаен трговски град, но постепено доаѓа до негово опаѓање. Тоа е и една од причините поради кои, освен неколку археолошки откритија, речиси ништо не е сочувано од тој период. Меѓу 16 и 19 век, Сингапур бил дел од Џахорското султанство. За време на малајско-португалските војни е окупиран од португалската војска. Сингапур привремено бил под контрола на португалци во 16 век и на холанѓаните во 17-тиот, но во поголемиот дел од времето бил населен од рибари и служел како прибежиште за пирати. Во 1819 година, сер Томас Стенфорд Рафалс, представник на британската Источно-индиска компанија, се истоварил на островот и отворил представништво на компанијата. Во 1824 година, компанијата го купила целиот остров од султанот Хусейн Шах за $60,000 и годишна такса од $20,000. На 1 април 1867 година, Сингапур бил прогласен на британска колонија. Благодарение на добрата географска положба, започнал економски процват, а во 1881 година населението броело 172.993 жители.
За време на Втората светска војна, јапонците го напаѓаат островот и покрај бројот британски сили успеваат да го принудат да капитулира во 1942 година. Јапонците го контролираат островот до нивната конечна капитулација во 1945 година, а во тоа време тој го носи името Шоананто. 1945 година Сингапур е вратен на британците, а во 1959 година е прогласен за кралска колонија со самостојно управување. ПАП ги освоил изборите во 1959 година и Ли Куан Ю станал првиот премиер на Сингапур. Со референдумот од 1962 година, Сингапур станал дел од Малајската федерација заедно со Малаја, Сабах и Саравах. Во 1963 година станува независен од Велика Британија. Во есента 1964 година доаѓа до масовни немири меѓу кинеското и останатото население. Сингапур се состои од 63 острови, вклучувајќи го и главниот остров. Постојат две врски со Јохор, вештачкиот канал Јохор-Сингапур Каусвеј на север и Туа Секонд Линк на запад. Јурок, Пулау, Теконг, Пулау Убин и Сентоса се најголемите од многуте мали острови на Сингапур. Највисоката природна точка на Сингапур е Букит Тимот, 176 метри. Првично било населено само земјиштето на југ околу реката Сингапур. Остатокот од островот била или е покриена од дождовите шуми или се користи за земјоделски цели. Во 1960 година биле населени претежно реоните околу градот. За населувањето и јавни работи е одговорна државната институција Urban Redevelopment Authority. Поради малата територија, освојувањето на земјиште во Сингапур е од животна важност. Потребната за тоа почва треба да се набави од сопствените ридови, од морското дно или треба да биде купена од соседните земји. На овој начин територијата на земјата расте од 581,5 км квадратни во 1960 година на 697,2 км квадратни во 2003 и се очекува да се зголеми со нови 100 км квадратни до 2030 година. Ете, почитувани мои, имавте можност повторно да уживате во овие прекрасни 3 градови кои што навистина вредат да се посетат. Веќе е 9 часот, време за нашите утрински реклами и флеш вести, а после вестите се гледаме со нашиот трет дел од емисијата, гостим во студио. Останете со нас, не го менувајте каналот. Стварно вака не можам, 1500 зборови и пак не те разбирам. И доаѓа да си полудам, да се спакувам и одлетам. Таму негде сам, и кога ќе те видам, убава, убава моја, заборавам на се. Nekogаш ne možam da te
повторно добро утро за сите оние гледачи кои можеби токму сега се вклучија на нашата фреквенција телеканал А1. Вие почитувани го следите новото издание на утринската емисија Утрински пулс. Наред е нашиот трет дел од емисијата, најинтересниот јас би кажала, со гостин во студиото. Наш и ваш денешен гостин во Утрински пулс Ристо Киров од Планинарското еколошко друштво Edelweiss од Струмица. Добро ни дојде повторно во емисијата. Добро утро на сите гледачи на вашата емисија. Благодарам на поканата. Задоволството е и наше. Денес ќе зборуваме за вашите најнови проекти кои што се предвидени за предстојната 2017 година, односно сите проекти кои што се реализирани, ќе треба да бидат реализирани од страна на Планинарското еколошко друштво Edelweiss. Беласица планина на активни луѓе. Ова е вашиот најнов проект. За каков проект се работи? Од кога точно треба да започне? Така, минатата година ние како клуб реализиравме Југоисточно европско првенство во ориентација и со следните активности таму не заправме, продолживме со следни активности за 2017 година. Дојдовме на идеја да организираме трка Беласица Sky Race, но поради немање на доволно финансиски средства се откажевме. На една средба во Бугарија со едни наши пријатели од Петрич дојдовме на друга идеја да аплицираме во ИПА програмата за меѓугранична соработка помеѓу Бугарија и Македонија, каде ќе ја метнеме една од трката Беласица Sky Race и останати други активности. Во тој период скоро сите членови од нашиот клуб беа скептици дека нема да го добиеме, многу работа е, докога се пополнат документите, прв проект не е, како ќе биде, што ќе биде. Јас решив да седнам да го сработам проектот. Седнахме со партнерите од Бугарија, го сработивме, го поднесовме. На наша среќа за многу кратко време бевме известени дека прифаќаат да го финансираат нашиот проект, влезене помеѓу другите. И од таму следуваше подпишување на договор во октомври 2016 и автоматски со подпишувањето на договорот стартува и реализацијата на самиот проект. Самиот проект е во времетрајање од 15 месеци, но после тоа мора да биде одржлив уште 5 години најмалку, но наша цел е тоа да не остане традиционално надпреварување. Сите тие активности да ги зачуваме како активности на клубот и да ги самофинансираме, да најдеме одржливи средства за да бидат одржливи во колку можем подолг временски рок. Така. Рековте дека проектот е финансиран од страна на Европската унија преку ИПА програмата за меѓугранична соработка помеѓу Бугарија и Македонија. Колку време ќе трае проектот и има ли доста заинтересираност и од која возраст можат да учествуваат во овој проект? Да, проектот трае 15 месеци. За време на проектот се предвидени повеќе активности. Дел се со надпреварувачки карактер, дел се рекреативен карактер. Нема ограничено возраст, секој кој е љубител на планината, посебно на овде на Беласица, може да се вклучи. Секој може да се пронајде во тие активности кои ќе ги реализираме. Почнуваме сега од април со првите активности, така да има доста интересни работи кои ќе се случуваат на Беласица. Самата Беласица ни го пружи тоа, ни го нуди, многу е близко до Струмица и жално е доколку не се искористат нејзните ресурси, доколку не се пренесат на граѓаните на општина Струмица, на граѓаните од Македонија, овде од цел регион, да дојдат да видат што се поседува Беласица. За една информација, страната на Беласица, што е од бугарска страна, е прогласена за парк на природата. Така. Жално е што една граница не дели и како таму може да биде парк на природата, а овде кај нас да не биде нешто во тој дел. Тоа ни е и целта да прикажеме дека тоа што го има во македонска страна, го има и во бугарска страна. Се надеваме дека ќе успееме во тоа. Така. Значи во проектот Беласица планина на активни луѓе опфаќа повеќе настани. Еден од настаните е Беласица Sky Race. Кога ќе се одржи овој настан и која е неговата цел? Беласица Sky Race е еден од главните настани
кој ќе се одржи 7 октомври во склоп на Беласица Актив Викенд. 7 октомври е сабота, 8 е недела. Недела ќе се одржи искачување на врв Кондур во Бугарија. Тоа е еден од повисоките врвови на Беласица од бугарска страна. Настанот ќе се реализира на тој начин што ќе се трча. Стартот е од Банско, се трча преку Колешино, преку водопаите, преку Смоларе, преку водопаите, каде има искачување до врвовите горе на Беласица. Должината на цела патека е 70 км, доста захтевна. Искачување надморска висина е 3500 метри, исто и тоа е многу захтевен потек. Со искачувањето на врвовите горе на Беласица преминуваат преку врв Тумба во бугарска страна, таму знаеме дека нема граничен премин, но во соработка со пограничната полиција од македонска и од бугарска страна, бидејќи европски проект, договорено е сите надпреварувачи најдоцна 1 месец пред стартот на трката да ги спратат сите потребни документи, копија од пасош, изјава дека учествуваат, официјално да се пријавени на нашиот вебсайт, дека се надпреварувачи. На тој начин ќе им се издаде дозвола да поминат на тој дел на границата, каде влегуваат во Бугарија. Таму исто се трча преку врвовите, се качуваат на највисокиот врв на Беласица Радомир, после преку Кондур и се спуштаат во Петрич, таму ќе биде и финишот. Должината е, реков, 70 км, надморско искачување 3500 метри, негде очекуваме околу наша проценка 70 до 80 надпреварувачи од Македонија, Бугарија и од други европски земји. Следниот период почнуваме со подготовка на патеката, маркирање на патеката, чистење на некои делови кои се обраснати со трева, со некои дрвја, ниска стеблеста шума. Верувам дека ќе биде во топ кондиција патеката и ќе биде подготвена за надпреварувачите. За ова навистина треба кондиција. Колку време се подготвуваат надпреварувачите? Надпреварувачите се подготвуваат активно преку цела сезона, со тоа што најчесто во зимскиот период се тие долги тренинзи каде се трча по 10, 15, 20 км на ден, за да се стекне таа кондиција, да се зацврсти телото и кога веќе летниот период отпочнуваат надпреварите да бидат спремни. За овој дел, оваа трка спаѓа во ултрамаратони, но некои ултрамаратони се долги до 200 км. Значи се трча 2 дена без престани, е доста атрактивно во последно време тие трки, посебно Sky Race трките. Зимаат голем замав во Европа, во светот, а почнува и овде кај нас. И убаво е да се прати тој трк. Така. Беласица Bike for Children. За каков настан станува тука збор? Да, ова е првиот настан кој ќе се реализира во месец август, во месец април, се извинувам. Настанот ќе се реализира на тој начин што во исто време, во реално време, да кажеме во 10 часот во Струмица на площадот ќе се одвиваат активности со возење на велосипеди, некои други трки. Исто ќе се случува и во Петрич, таму знаеме дека е 1 час напред, но во реално време ќе се пренесуваат снимките што се случуваат во Струмица и сите настани на прожектори во Петрич, истите настани што се случуваат таму ќе се пренесуваат во реално време на големиот видеообим на площадот на Струмица и ќе има можност да бидеме на еден начин ние таму, тие овде. Тоа ни е целта, да ги споиме двата града, двете држави. Сепак толку сме блиски, тоа можеме да го направиме. Така. Јас тука предлагам, почитувани, да одиме со една музичка номера, па се враќаме повторно со нашиот гостин во студио и со останатите прашања.
можам да ти верувам. Нема лаги, нема зид меѓу нас. И се сеќавам на секој збор поред. Ми рече ти си ми се, да бидеш со мене. За секогаш до крај сега гледам како одиш. И знам ти не се враќаш, не се враќаш кај мене, не се враќаш, не се враќаш кај мене. Никој не ме ранил како ти, во срце, во крило, во лед. И тешко ми е да се погледнам, да се видам без тебе. Ми требаш до мене, ми требаш ти до крај. Сега гледам како одиш и знам ти не се враќаш, не се враќаш кај мене, не се враќаш, не се враќаш кај мене. Се што било некогаш, сакам да заборавам, ко да не си ни бил од мене дел. Не се враќаш кај мене, не се враќаш, не се враќаш, не кај мене, ти не се враќаш, не се враќаш кај мене, не се враќаш, не се враќаш кај мене, не се враќаш, не. После ова прекрасна македонска песна, еве сме повторно назад во студиото со нашиот гостин Ристо Киров од Планинарското еколошко друштво Edelweiss од Струмица, каде што разговараме за предстојните нивни проекти за 2017 година. Споменавте дека делот на Беласица од бугарската страна е парк на природата. Што точно е направено, колку е поразлично од нашата страна, од македонската? Исто, нема никаква разлика. Истите видови на флора, на фауна што ги има на македонска страна, ги има и на бугарска. Тоа што е направено повеќе, имат направено такви патеки од секое село што се наоѓа во подножјето на Беласица, по 2-3 километри влегуваат во планината, каде има за секоја патека има посебна приказка, кои животни живеат таму, какви растенија. Не знам дали нашите сојрања знаат дека над бугарска страна на планината Беласица има и езеро. Има исто прекрасни водопади како на нашата страна. Тоа е интересното што таму се направени тие патеки со обележја, со табли, каде им се пружат основните информации на сите посетители.
Наша цел е исто по тие пътеки къде ќе се движат моторачите да поставиме такви информационни табли, што ќе бидат внесени приказките од Беласица, кои ги има многу на број. Знаеме тука колку случувања се имат случајно, има многу флора, многу фауна, стварно има зашто да се што да им се објасни на нашите посетители овде на Беласица. И што да се види. Да, исто и тоа. Една од целта ни е, освен трките, освен рекреативните настани, да биде и тоа доловување на убавините на Беласица и примамување на секој обичен граѓанин да ја посети Беласица. Знаеме дека од село Смоларе до планинарскиот дом Шарена чешма се стигнува за 2 часа, до Врвот се стигнува за 4 часа, што секој prosечен учесник може да си го дозволи тоа еднаш неделно или еднаш во месецот да го направи. Сакам да напоменам во делот на Беласица Sky Race, заборавив, ќе има контролни пунктови, покрепителни пунктови, каде ќе има храна, пијалоци за сите надпреварувачи. Ги поканувам во тој период, ќе имаме уште да говориме за тоа во наредниот период, но секој кој е љубител може да дојде на тие од пунктови. Ние како организатори ќе поставиме таму шатори, напитоци, вода за сите и храна за сите учесници, плюс и за сите посетители, да дојде да ги бодат надпреварувачите и да поминат една убава викенд со сите нас. Така. Навистина имате во предвид доста настани за реализација. Еден од нив е и Беласица Байк тур и водопадите на Беласица. Раскажете ни малку повеќе за овие настани. Беласица Байк тур ќе се организира во месец јуни. Стартот ќе биде во Петрич, тоа е во рекреативен карактер, не е надпреварувачки. Сите учесници треба да поседуваат велосипед. Од Петрич тргнуваат по подножјето на Беласица, ги посетуваат сите села, дел од водопадите, каде доаѓаат до граничниот премин, таму преминуваат на македонска страна, исто овде се движиме по подножјето на Беласица, посетуваме водопади, посетуваме убави места, пристигнуваме во Струмица, на плоштадот во општина Струмица ќе има случувања од фолклорен карактер, од културен карактер и ќе биде доста интересно тој ден да и нашите струмичани да видат што, и сите љубители што сакаат да ја извозат таа траса од Петрич до Струмица. Напоменам, не е надпреварувачки карактер, слободно возење, може секој да се вклучи. Така. Значи, јас спомнав неколку од вашите настани, Беласица Sky Race, Беласица Bike for Children и Беласица Bike Tour. Кои други настани што не успеав да ги спомнам, кои се исто така предвидени за 2017 година? Еден од настаните е водопадите на Беласица. Тој ќе се одржи од македонска страна, а од бугарска страна е железна завеса. Истото ќе се случува и кај нас и во Бугарија. Ќе ги посетуваме сите водопади. Знаеме дека на Беласица има Банско водопад од македонска страна, Габрово, Колешино и Смоларе. Ќе ги посетуваме тие водопади со тие табли кои ќе бидат поставени, ќе им се објаснува на сите посетители. Потпочнуваме со посета во сите основни училишта во општина Струмица, каде самите наставници по физичко образование ќе ги повикат сите деца кои сакат да се вклучат во тие настани, да се пријават и со велосипед да ги поминеме сите тие водопади. Една денска целодневна прошетка, има стварно што да се види, што да се научи и ќе биде доста интересно. Следен настан кој ќе се организира за време на Беласица Актив викенд, кој ќе биде и Sky Race. Sky Race рековме дека е во сабота, во недела е вертикално искачување на еден од повисоките врвови или втор по висина на Беласица, кој се наоѓа во бугарска страна, Конгор. Таму стартот е во Петрич на 8 ноември во недела. Се искачува вертикално, искачување од 1800 метри надморска висина, каде 25 километри е за тркачите и мислам дека 30 километра е за велосипедистите. Стартот ќе биде горе на врвот, со тоа што
После од таму во Петрич има завршен настан на центарот на площадот со рок бендови, со нешто така имаме замислено, каде ќе бидат доделени сите награди од тие надпревари кои се со надпреварувачки карактер. Така. Освен настаните кои што ги имате предвидено за 2017 година, кои што се на Беласица, дали можеби имате предвидено некои други настани што не мораете да бидат на планината Беласица, некои други планини, други места? Традиционално, како... Или сте фокусирани на овој проект? 90% сме на овој проект сега моментално, Так. но не можеме да го запоставиме и нашиот традиционален надпревар Струмица Open, кој го организираме веќе 26-та година подред. Оваа година планирано е да биде негде во март. Уште не е одлучена конечната дата, бидејќи овде сме посветени доста на овој проект. Струмица Open ќе биде 3-дневен надпревар во ориентација. Ќе ги користиме терените на Сувилаки на Огражден и терените на Плячковица на Драдовиш. Следен настан кој исто нашиот клуб ќе го организира, минатата година отпочнавме со организирање на надпревари и во Охрид. Таму нема ориентационен клуб, а премногу убав град за организирање на тие надпревари, премногу убава инфраструктура која ни одговара на нас за организирање на такви градски трки. Тоа ќе биде 2-дневен надпревар во ориентација. Средината на септември го имаме планирано. Се надевам дека ќе имаме сили да успееме сите да ги организираме на едно ниво, бидејќи не е само целта да се организира надпревар колку да помине, него сите тие надпревари да бидат успешно реализирани. Да, и сите да бидат задоволни, убаво пречекани, убаво прифатени, убаво испратени. Се надевам дека ќе успееме во сето тоа. Така. Ристе, многу ви благодарам што денеска одвоевте време за во нашата утринска емисија. Ја се надам дека повторно ќе ни бидете гостин и ви посакувам успешно реализирани настани. Секако благодарам и на вас и се надевам следното гостување ќе биде од ваша страна кон нас и некаде на терените на Беласица да направиме некоја прекрасна емисија. Зошто да не? Почитувани, ние се приближуваме кон крајот на денешното издание на утринската емисија. Јас предлагам од режија, доколку се подготвени, да ја проследиме рубриката Доза хумор за убав ден.
Почитувани мој денот секогаш започнете го со убава мисла за убав ден. Основните елементи на среќата се нешто да правиш, нешто да сакаш, нешто за што ќе се надеваш. Можеме да го прифатиме конечното разочарување, но никогаш не смееме да ја загубиме бесконечната надеж. Среќен е мудриот човек, бидејќи во него се соединуваат доброто здравје, доброто срце и средениот образован дух. Успехот ти носи многу работи, но не и она чувство на длабока среќа која ти го дава љубовта. Сите ние знаеме што сме, ама не знаеме што може да станеме. Почитувани, јас се надам дека и во денешното издание успеавме да го задржиме вашето внимание. Имајте убав викенд од мене и со мене повторно се гледате во вторник и четврток. Пријатно! За да можеш ти да простуваш, треба да се запрашаш. Дали можам да заборавам, можам ли да продолжам? Кога гордоста те држи по своите канџи, треба да знаеш, никој од нас не совршен. Има мигови во животот, ти би ставил крај на се. Сепак светот не е црно-бел, по него простува само смел. Кога гордоста те држи по своите канџи, треба да знаеш, никој од нас не совршен. Кога сонце грее плачам, со солзи да го испратам, а кога врне јас се радувам, да огрее очекувам. Кога сонце грее плачам, со солзи да го испратам, а кога врне јас се радувам, да огрее очекувам. Има мигови во животот, ти би ставил крај на се. Сепак светот не е црно-бел, во него простува само смел. Кога гордоста те држи по своите канџи, треба да знаеш, никој од нас не совршен. Кога сонце грее плачам, со солзи да го испратам, а кога врне јас се радувам, да огрее очекувам. Кога сонце грее плачам, со солзи да го испратам, а кога врне јас се радувам, да огрее очекувам. Никој од нас не совршен. Никој од нас не совршен. Кога сонце грее плачам, со солзи да го испратам, а кога врне јас се радувам, да огрее очекувам. кога сонце грее Плачам, со солзи да го